Ниедна храна, ниту пијалок не е безбедна, ниту здрава, ако не е во соодветно пакување. Штипјанецот Зоран Карџелиев, кој е со 35 годишен стаж во Германија, ја објаснува разликата таму и тука. Например, има доста вода во стаклени шишиња, што кај нас фали, да речеме, и тетрапак имам тука некој да ви покажам само како изгледа тетрапакот, јас што го купувам таму, го конзумирам со импрегнирана хартија ова. Нема алуминиум. Има неколку сорти на млеко кои сметам дека се многу поздрави. Тоа е германско млеко. Да, и се прашам зошто у Штип нема, да речеме, млеко во пластични садови. Како јогурто што го има од литро и пол, 2. Ова беше стандард во Штип порано. Чекавме на ред како мали, родителите кога не праќаа, зошто нема млеко во нашите супермаркети во вакви садови? Освен за храната и пакувањето, внимание треба да се обрати и на средствата за лична хигиена, на чие пакување пишува се, но треба да се прочита и при тоа да се знае. Еве Colgate што ја купив во Штип. Colgate. И што е разликата тука? Па сега тука е разликата што има ознаки што некои конзументи не ги знаат. Еве ова е наводно зелена ознака, тука имаш во оваа црвена, ова ми е при крајот Германија, се води како некоја натура екстракти, природни екстракти, а ова е наводно зелена, а ова е бугарска, па да речеме, па тука е разликата што тука пишува дека нема флуор, слободно од флуора. Флуорот е катастрофа за човечкиот организам. Како во Германија, но ова реагираат потрошувачите. И таму реакциите се подрастични, така да потрошувачката централа веднаш реагира, да речем, за повлекување на некои продукти. Стока со изменет рок, погрешни декларации, ситни букви и слични работи. Како се реагира? Имаше скандали, во некои огромни ланци, имаше скандали дека месото беше препакувано, веднаш се реагира. Што е пак со цените? Можни ли се и што со трговците кои манипулираат со нив таму? После пандемијата се стабилизираат цените, каде и да влезеш, Lidl, Aldi, Едека, не знам си каде, цените се стабилизира и беа еднакви. Дали тамо драстично е санкционирањето доколку се утврди дека трговецот манипулира? И дали е ефективно? Трговските ланци дали по договор тоа го прават, каде и да влезеш, продуктите се со слична цена. Дали некогаш Карџелиев бил разочаран од она што го купил во Германија? Па секако дека има, меѓутоа јас просто сум скептичен за некои ознаката на некои продукти, што ги има и престанав да ги конзумирам.